Прво послание до Коринтијаните, глава 1. Павле, преку Божјата волја повикан апостол на Исуса Христа и братот Состен, до Божјата црква која е во Коринт, до осветените во Исуса Христа, до повиканите свети, со сите кои го призовуваат на секое место името на нашиот Господ Исус Христос, кој е нивни и наш. Благодат ви вам и мир од Бога, нашиот Татко, и од Господа Исуса Христа. Секогаш му благодарам на својот Бог за вас, за Божјата благодат, што ви е дадена во Христа Исуса, и зашто во Него се обогативте во секое слово и во секое знаење, како што Христовото сведоштво се зацврстило меѓу вас, така да не сте во недостаток од ниеден дар, чекајќи го откровението на нашиот Господ Исус Христос, кој ќе ве утврдува и докрај, за да бидете безпрекорни во денот на нашиот Господ Исус Христос. Верен е Бог, преку кого сте повикани во заедништво со Неговиот Син Исус Христос, нашиот Господ. Браќа, ве прекорувам во името на нашиот Господ Исус Христос, сите да зборувате исто и да нема раздори меѓу вас, туку да бидете совршено соединети во еден ум и во една мисла. Имено, ми јавија, браќа мои, хлуините домашни, дека меѓу вас има препирки. Со ова сакам да кажам, дека секој од вас зборува, јас сум Павлов, јас сум Аполосов, јас пак Кифин, а јас Христов. Дали Христос се раздели? Павле ли беше распнат за вас? Или сте крстени во Павлово име? Му благодарам на Бога, што никого од вас не крстив, освен Криспа и Гаја, за да не рече некој дека сте крстени во мое име. Го крстив уште Стефановиот дом. Натаму, не знам дали сум крстил некој друг, зашто Христос не ме испрати да крштавам, туку да го проповедам Евангелието и не со говорничка мудрост, за да не го изгуби Христовиот крст своето значење. Зашто словото за крстот е безумство за оние кои пропаѓаат, а за нас кои се спасуваме Божја сила. Зашто е напишано: ќе уништам мудроста на мудрите и ќе го отфрлам разумот на умните. Каде е мудриот? Каде е книжевникот? Каде е истражувачот на овој век? Не ја претвори ли Бог мудроста на светов во безумие? Зашто светот со својата мудрост не го позна Бога во Божјата мудрост. Бог благоволи да ги спаси оние кои веруваат преку безумството на проповедувањето. И додека јудејците сакаат знаци, а грците бараат мудрост, ние го проповедаме распнатиот Христос, соблазан за јудејците, безумство за грците, а за самите повикани и јудејци и грци, Христос, Божја сила и Божја мудрост. Зашто безумното од Бога помудро е од луѓето и слабото од Бога посилно е од луѓето. Гледајте го, браќа, само своето повикување. Нема тука многу мудри по човечко сваќање. Нема многу силни, ниту многу од благороден род. Туку Бог го избра она што е безумно пред светот, за да ги посрами мудрите. Што е слабо пред светот, Бог го избра за да ги посрами силните. И што е неблагородно и што е презрено во светот, и она што се смета за ништо, Бог го избра за да го уништи она што е нешто, за да не може ниедно тело да се пофали пред Бога. Од Него сте и вие во Христа Исуса, кој ни стана мудрост од Бога, праведност и осветување и искупување, за да биде како што е напишано: кој се фали, во Господа да се фали. Глава 2. И јас, кога дојдов при вас, браќа, не дојдов со висок говор или со мудрост, за да ви го проповедам Божјото сведоштво, зашто решив да не знам меѓу вас ништо друго, освен Исуса Христа, и тоа распнатиот. И јас бев со вас во слабост, и во страв, и во многу трепет, и моето слово, и мојата проповед
не се состоеја во убедливи зборови на мудроста, туку во докажување на духот и силата. Та вашата вера да не биде основана на човечката мудрост, туку на Божјата сила. Па сепак, ја говориме мудроста меѓу совршените, но не мудроста на овој свет, ни на владетелите на овој свет, кои пропаѓаат, туку ја навестуваме Божјата премудрост, во тајна сокриена, која Бог пред сите векови ја предопределил за наша слава, која не ја запознал ниеден од владетелите на светов, зашто ако ја беа познале, немаше да го распнат Господа на славата, туку како што е напишано, што окото не виде, што увото не чу, што во човечкото срце не дојде, тоа Бог го приготви за оние кои го љубат. А Бог ни го откри тоа нам преку Духот, зашто Духот испитува се, па дури и Божиите длабочини. Зашто кој од луѓето знае што е во човекот, освен човечкиот дух кој е во него? Така никој не знае што има во Бога, освен Божиот дух. А ние не го примивме духот на светов, туку духот кој доаѓа од Бога, за да знаеме што Бог милостиво ни дарува. Па и тоа не го зборуваме со зборови научени од човечката мудрост, туку со зборови научени од Духот Свети, споредувајќи ги духовните работи со духовното. А душевниот човек не го прима она што е од Божиот дух, зашто тоа е безумство за него и не може да сознае, зашто за тоа треба да расудува на духовен начин. Духовниот човек пак испитува се, а него никој не го испитува, зашто кој го познава Господовиот ум за да го поучи, а ние го имаме Христовиот ум. Глава 3. И јас, браќа, не можев да ви зборувам како на духовни, но како на телесни, како на младенци во Христа. Со млекове напоив, не со тврда храна, зашто уште не можевте да ја поднесувате, а ни сега не можете, зашто сте уште телесни. Не сте ли телесни и не живеете ли како обичните луѓе, што меѓу вас има завист, спорови и поделба? Не сте ли телесни, имено кога еден зборува, јас сум Павлов, а друг, јас сум Аполосов? Па што е Павле? Што е Аполос? Слуги преку кои вие поверувавте, и тоа според она, колку кому Господ му дал. Јас посадив, Аполос навади, но Бог прави да расте. Затоа, ниту оној кој сади е нешто, ниту оној кој навадува, туку Бог кој прави да расте. А оној кој сади и оној кој вади, едно се, но секој ќе ја прими својата награда според својот труд. Ние сме соработници на Бога, а вие сте Божја нива, Божја зграда. Според Божјата благодат, која ми е дадена, јас како мудар градител, ја поставив основата, а друг гради, но секој да внимава како надградува, зашто никој не може да постави друга основа, освен онаа што е поставена, која е Исус Христос. Иако некој врз оваа основа дзида злато, сребро, скапоцени камења, дрво, сено, слама, сечие дело ќе излезе на видело, денот ќе го покаже, зашто ќе се открие во оган, а огнот ќе покаже какво е чие дело. Оној кому ќе му остане тоа што го градел, ќе прими награда, а оној чие дело ќе изгори, тој ќе претрпи загуба, но самиот ќе се спаси, но така како низ оган. Не знаете ли дека сте Божји храм и дека Божјиот дух живее во вас? Ако некој го разруши Божјиот храм, Бог ќе го разруши него, зашто Божјиот храм е свет, а тоа сте вие. Никој нека не се измамува. Ако некој меѓу вас мисли дека е мудар во овој свет, нека стане безумен, за да биде мудар, зашто мудроста на овој свет е безумство пред Бога. Имено напишано е, тој ги фаќа мудрите во нивното лукавство. И пак, Господ знае дека мислите на мудрите се суетни.
Затоа никој да не се фали со луѓето, зашто се е ваше, било Павле, или Аполос, или Кифа, или светот, или животот, или смртта, или сегашноста, или иднината. Се е ваше, а вие сте Христови, Христос е Божи. Глава 4. И така, секој човек нека не смета за Христови служители и за управители на Божите тајни, а од управителите натаму се бара секој да се покаже верен. За мене сосем малку ми значи што ме осудувате вие или друг човечки суд, а ни самиот јас не се судам себе си, зашто не знам дека сум виновен во нешто, но со тоа не сум оправдан, туку Господ е тој кој ќе ме суди. Затоа не судете ништо пред време, пред да дојде Господ, кој ќе го извади на видело скриеното во темнина и ќе ги открие намерите на срцата, и тогаш секој ќе прими пофалбата од Бога. А врз себе и врз Аполоса покажав пример, браќа, заради вас, за да научите од нас да не мудрувате повеќе од она што е напишано и да не се вообразувате еден на друг. Зашто кој те прави да се разликуваш од другиот? И што имаш што не си примил? И така, ако си примил, зошто се фалиш како да не си примил? Веќе сте заситени, веќе се збогативте, без нас се зацаривте. И камо да се бевте зацариле, та и ние да царуваме со вас. Зашто ми се чини, Бог не постави нас апостолите најпоследни, како осудени на смрт, зашто им станавме призор на светот и на ангелите и на луѓето. Ние сме безумни заради Христа, а вие сте мудри во Христа. Ние сме слаби, а вие јаки. Вие сте славни, а ние без чест. До овој час гладуваме и жеднееме, и необлечени сме, и не бијат, и скитаме, и се трудиме работејќи со своите раце. Кога не навредуваат, ние благословуваме. Кога не гонат, ние поднесуваме. Кога не клеветат, ние се обраќаме благо. Станавме како нечистотија на светот, како смет исфрлен од сите се досега. Не го пишувам ова за да ве засрамам, туку за да ве предупредам како свој возлюбени чеда. Зашто ако имавте и 10.000 воспитувачи во Христа, сепак немате многу татковци, зашто јас ве родив во Христа Исуса преку Евангелието. Затоа ве молам, поддржавајте ме мене. Затоа и го испратив при вас Тимотеја, моето возлюбено и верно чедо во Господа. Тој ќе ви ги наполни моите патишта во Господа, како што ги учам насекаде и во секоја црква. Некои се вообразија, како јас да нема да дојдам при вас, но наскоро ќе дојдам при вас ако биде Господова волја, и тогаш не ќе сакам да знам за зборовите на оние вообразените, туку за нивната сила, зашто Божјото царство не е во зборови, туку во сила. Што сакате, да дојдам при вас со прачка или со љубов и со кроток дух? Глава 5. Општо се зборува дека меѓу вас има блудство, и тоа такво, какво нема ни меѓу народите, дека некој ја има татковата жена. А вие уште се вообразивте, место да тагувате, да се отстрани од вашата средина оној кој го направил тоа дело. Зашто иако со телото не сум при вас, но присутен сум со духот, јас веќе го осудив, како да сум присутен оној кој го направил тоа. Кога во името на нашиот Господ Исус ќе се соберете вие и мојот дух, со силата на нашиот Господ Исус, да го предадете таквиот на сатаната, за пропаст на неговото тело, за да се спаси неговиот дух во денот на нашиот Господ Исус. Вашето фалење не е добро. Не знаете ли дека малку квас го подквасува целото тесто? Очистете се од стариот квас, за да бидете ново тесто, како што сте бесквасни. Зашто и Христос
нашето пасхално јагне, беше жртвувано за нас. Затоа треба да празнуваме не со стариот квас, ниту со квасот на злобата и лукавството, туку со бесквасниот леб на искреност и вистина. Ви пишува во писмото да не се мешате со блудници, не воопшто со блудниците на овој свет, или со лакомците, или со разбойниците, или со идолопоклонниците, зашто тогаш би требало да излезете од светот. Но сега ви напишав да не се дружите со оној кој се наречува брат, а блудник е, или лакомец, или идолопоклонник, или хулник, или пијаница, или разбойник. Со таков и да не јадете. Зашто не ми се паѓа мене да ги судам оние кои се надвор? Зар вие не им судите на оние кои се внатре? А Бог ќе им суди на оние кои се надвор. Отстранете го злиот од својата средина. Глава 6. Смее ли некој од вас, ако има спор против друг, да се суди пред неправедните, а не пред светите? Или не знаете ли дека светите ќе му судат на светот? Иако вие ќе му судите на светот, не сте ли достојни да судите во сосем мали спорови? Не знаете ли дека ќе им судиме на ангелите, а колку повеќе тогаш работите во животот? И така, ако имате обични спорови, дали ги поставувате за судии оние кои се малку ценети во црквата? Зборувам за ваш срам. Вистина ли е дека меѓу вас нема ниеден мудар, кој би можел да пресуди меѓу своите браќа? Туку брат се суди со брат, и тоа пред неверници. Без сомнение, тоа е за сите вас неуспех, дека имате парници помеѓу себе. Зошто порадо не ја претрпите неправдата? Зошто порадо не ја прежалите штетата? Туку вие сами ги унеправдувате и оштетувате, и тоа браќата. Или не знаете ли дека неправедниците нема да го наследат Божјото царство? Не измамувајте се, ни блудниците, ни идолопоклониците, ни прелюбниците, ни мекушците, ни изопачените мажи, содомци, ни кратците, ни лакомците, ни пијаниците, ни клеветниците, ни разбойниците нема да го наследат Божјото царство. И некој од вас беа такви, но се измивте и се осветивте и се оправдавте во името на нашиот Господ Исус Христос и во духот на нашиот Бог. Се ми е дозволено, но не е се полезно. Се ми е дозволено, но не сакам нешто да завладее над мене. Храната е за стомакот, а стомакот за храната. Бог ќе ги уништи и едното и другото. А телото не е за блудство, туку за Господа и Господ за телото. А Бог, кој го воскресна Господа, ќе не воскресне и нас со својата сила. Не знаете ли дека вашите тела се Христови членови? И така, ќе ги земам ли Христовите членови и да ги направам членови на блудница? Да не биде. Или не знаете ли дека оној кој ќе се соедини со блудница е едно тело со неа? Зашто рече, обата ќе бидат едно тело, а кој се соединува со Господа, еден дух е со него. Бегајте од блудство. Секој грев што човекот го прави е надвор од телото, а блудникот греши против своето собствено тело. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух, кој е во вас, кого го имате од Бога, па не си припаѓате само на себе си, зашто скапо сте купени. И така, прославете го Бога во своето тело и во својот дух, кои се Божји. Глава 7. Што се однесува за она за што ми пишавте, добро е за човекот да не се допира до жена, но заради блудствата секој нека има своја жена и секоја жена свој маж. Мажот нека исполнува својата должност спрема жената, а исто така и жената спрема мажот. Жената нема власт над своето тело,
туку мажот. Исто така и мажот нема власт над своето тело, туку жената. Не лишувајте се еден од друг, освен по договор за некое време, за да и се предадете на молитвата. Потоа состанувајте се пак, за да не ве искушува сатаната, заради вашата невоздржаност. Ова ви го велам како дозвола, а не како заповед. Јас би сакал сите луѓе да бидат исто како и јас, но секој има од Бога свој дар, еден ваков, друг онаков. На неженетите и на вдовиците им велам дека е добро за нив да останат исто како и јас. Но ако не можат да се воздржуваат, нека се женат и мажат, зашто е подобро да влегуваат во брак, отколку да се распалуваат. А на сопружниците не им наредувам јас, туку Господ, жената да не го напушта мажот. Ако го напушти, нека остане немажена или нека се помири со својот маж, и мажот да не ја остава својата жена. А на другите им велам јас, а не Господ. Ако некој брат има жена која не верува, а која се согласува да живее со него, да не ја напушта. А жената која има маж кој не верува, а кој се согласува да живее со неа, да не го напушта мажот, зашто мажот кој не верува се осветува преку жената, а жената која не верува се осветува преку мажот. Инаку вашите деца би биле нечисти, а сега се свети. Но ако оној кој не верува напушти, нека напушти. Во таков случај, братот или сестрата не се врзани како робови, зашто Бог не повикал да живееме во мир. Зашто од каде знаеш ти, жено, дека не ќе го спасиш мажот? Или од каде знаеш ти, мажу, дека не ќе ја спасиш жената? Впрочем, секој нека оди онака како што Господ му доделил, како што Бог го повикал. Така наредувам по сите цркви. Обрезан ли е повикан некој, да не го крие обрезанието? Необрезан ли е повикан некој, да не се обрезува? Обрезанието е ништо, и необрезанието е ништо, туку извршувањето на Божите заповеди. Секој нека остане онаков каков е повикан. Ако си повикан како роб, не грижи се. Туку ако можеш да станеш и слободен, подобро искористи го тоа, зашто оној кој е повикан како роб во Господа, слободен е во Господа. Исто така и оној кој е повикан како слободен, роб е на Христа. Скапо сте купени, не бидете им робови на луѓето. Браќа, секој нека остане пред Бога во она во што е повикан. За девиците немам заповед од Господа, но го кажувам своето мнение, како оној кој добивајќи ја Господовата благодат е достоен за доверба. Според тоа, сметам дека ова е добро заради сегашната потреба, дека е добро за човекот да остане таков каков што си е. Сврзан ли си со жена, не барај развод. Разврзан ли си од жена, не барај жена. Но и ако се ожениш, не грешиш, а ни девицата не греши ако се омажи. Но таквите ќе имаат телесни неволји, а јас пак се обидувам да ве поштедам. Браќа, ви го велам ова, времето е кратко, затоа и оние кои имаат жени да бидат како да ги немаат, и кои плачат како да не плачат, и кои се радуваат како да не се радуваат, и кои купуваат како да немаат, и кои го ползуваат овој свет како да не го ползуваат, зашто поминува обликот на светов. Би сакал да бидете без грижи. Оној кој не е во брак се грижи за она што е Господово, како да му угоди на Господа, а женетиот се грижи за земното, како да ја угоди на жената. Та вниманието му е поделено. И нема жената жена, девицата се грижи за Господовото, за да биде света во телото и во духот, ама жената се грижи за светското, како да му угоди на мажот. Ова го зборувам за ваша собствена полза, не за да ви поставам јамка, туку за да бидете честни
и за да му служите без пречки, истрајно на Господа. Мисли ли некој дека постапува неприлично со својата девственост, ако навлегол во години и дека така треба да биде? Нека прави како што сака, не греши, нека се женат. А оној кој стои цврсто во своето срце и нема потреба, туку владее со својата волја, па решил во своето срце да ја запази својата девственост, добро прави. Така, оној кој се жени, добро прави, а оној кој што не се жени, прави подобро. Жената е сврзана додека мажот е жив. Ако и умре мажот, слободна е да се премажи за кого сака, само во Господа. Но според моето мислење, ќе биде посреќна ако остане така. А мислам дека и јас имам Божји дух. Глава 8. Во однос на жртвите на идолите, знаеме дека сите ние имаме знаење, но знаењето вообразува, а љубовта надзидува. Ако некој мисли дека знае нешто, тој уште не знае како треба да знае. Но ако некој го љуби Бога, него Бог го познава. И така, во однос јадењето на идолски жртви, знаеме дека идолот не е ништо во светот и дека нема друг Бог, освен единиот. Зашто, ако и има така наречени богови, било на небото, било на земјата, како што има многу богови и многу господари, но ние имаме еден Бог, Татко, од кого е се и за кого сме ние, и еден Господ Исус Христос, преку кого е се и преку кого сме и ние. Но сите го немаат ова знаење. Имено, некој според својата досегашна навика на идолите, ја јадат храната како идолска жртва, и така се осквернува нивната слаба совест. Меѓутоа јадењето не прави угодни на Бога, ниту губиме нешто ако не јадеме, ниту добиваме нешто ако јадеме. Но внимавајте оваа ваша слобода да не им стане сопка на слабите, зашто ако некој те види тебе, кој имаш знаење, како седиш на трпеза во идолскиот храм, нема ли неговата совест, бидејќи е слаба, да биде поттикната да јаде од жртвуваното на идолите? И заради твоето знаење загинува слабиот брат, за кого Христос умре. Така, грешејќи против браќата и ранувајќи ја нивната слаба совест, грешите против Христа. Затоа, ако јадењето го соблазнува мојот брат, нема воопшто да јадам месо довека, за да не го соблазнувам својот брат. Глава 9. Не сум ли апостол? Не сум ли слободен? Не го видов ли Исуса нашиот Господ? Не сте ли вие мој дело во Господа? Ако не сум им апостол на другите, но вам ви сум, зашто вие сте печат на моето апостолство во Господа. Тоа е мојата одбрана пред оние кои ми испитуваат. Немаме ли право да јадеме и пиеме? Немаме ли право да водиме жена од сестрите, како и другите апостоли и господовите браќа и Кифа? Или само јас и Варнава немаме право да се воздржиме од работа? Кој војник служи некогаш на своја сметка? Кој сади лозје, а не јаде од неговиот плод? Или кој пасе стадо, а не јаде млеко од стадото? Го зборувам ли ова само по човечки? Не го вели ли ова и законот? Навистина, во Мојсевиот закон е напишано: не врзувај му ја устата на волот што врши. Зар Бог се грижи за воловите? Или го вели тоа главно за нас? Да, тоа е напишано за нас, зашто кој ора, треба да ора во надеж, и кој врши, да врши во надеж, дека ќе го добие својот дел. Ако ние посеавме во вас духовни добра, дали е нешто големо, ако ги жнееме вашите телесни добра? Ако други го имаат тоа право над вас, немаме ли ние поголемо? Но ние не се служиме со тоа право, туку поднесуваме се,
за да не му поставиме некаква пречка на Христовото Евангелие. Не знаете ли дека се хранат од храмот оние кои исполнуваат света служба и дека служителите на жртвеникот добиваат дел од жртвеникот? Така, Господ им нареди на оние кои го проповедаат Евангелието да живеат од Евангелието. А јас не се ползував со ништо од се тоа. А и ова не го напишав за да ми биде така, зашто за мене е подобро да умрам, отколку некој да ми ја уништи по фалбата. Ако пак го проповедам Евангелието, нема за што да се фалам, зашто неопходноста ми е наложена. И тешко мене, ако не го проповедам Евангелието. Ако го правам тоа доброволно, имам награда, но ако не го правам по своја волја, се уште мене ми е доверено управувањето. Која е тогаш мојата награда? Проповедајќи, бесплатно да го давам Евангелието и да не го исползувам наполно своето право во Евангелието. Навистина, иако сум слободен од сите, се претвори во роб на сите, за да ги придобијам што повеќе. На јудејците им бев како јудеец, за да ги придобијам јудејците. На оние кои се под законот, им бев како и самиот да сум под законот, иако јас не сум под законот, за да ги придобијам оние кои се под законот. На оние кои се без закон, им бев како да сум и јас без закон, иако не сум без Божиот закон, туку сум под Христовиот закон, за да ги придобијам оние кои се без закон. На слабите им бев слаб, за да ги придобијам слабите. На сите им станав се, та по секаков начин да спасам некој. А се тоа го правам заради Евангелието, за да имам дел во него. Не знаете ли дека во тркалиштето трчаат сите тркачи, но само еден добива награда? Трчајте така и вие, за да ја добиете. Секој надпреварувач се воздржува од се. Тие за да добијат распадлив венец, а ние нераспадлив. Затоа јас трчам така, некако кон неизвестно, и се борам така, некако оној кој го бие ветерот, туку го совладувам своето тело и го правам свој роб, та јас кој им проповедав на другите, да не бидам самиот непожелен. Глава 10. Не сакам да ви остане непознато, браќа, дека сите наши татковци беа под облакот и сите минаа низ морето, и сите се крстија во Мојсеја, во облакот и во морето, и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеја иста духовна напивка, зашто пиеја од духовната стена која ги следеше, а таа стена беше Христос. Но Бог не најде благоволение во нив и беа погубени во пустината. А тие нешта станаа примери за нас, за да немаме зли желби, како што ги имаат тие. И не бидете идолопоклоници како некој од нив, како што е пишано: народот седна да јаде и пие, потоа стана да игра. Ниту блудствувајте, како што блудствуваа некој од нив, и во еден ден паднаат 23.000. Ниту да го искушуваме Господа, како што го искушуваа некој од нив, и загинаа од змии. Ниту роптајте, како што роптаа некој од нив, и загинаа од истребителот. А се тоа им се случи за пример и е напишано за поука нам, врз кој дојдоа краевите на времињата. И така, кој мисли дека стои, нека внимава да не падне. Никакво искушение не ве постигна, освен човечкото, а Бог е верен и не ќе дозволи да бидете искушувани над вашите сили, туку заедно со искушението ќе ви даде и излез, за да можете да го издржите. Затоа, мои возлюбени, бегајте од идолопоклонството. Зборувам како на мудри, пресудете сами за она што ви зборувам. Чашата на благословот, што ја благословуваме, не е ли заедништво на Христовата крв? Лебот што го раскршуваме,
Не е ли заедништво на Христовото тело? Затоа што лебот е еден и ние кои сме многу, само едно тело сме, зашто сите од еден леб имаме заедница. Наблюдувајте го земниот Израел. Оние кои ги јадат жртвите, не се ли во заедница со жртвеникот? Па што сакам да речам? Дали жртвуваното на идолите е нешто, или дека идолот представува нешто? Не, туку дека она што народите го жртвуваат, им го жртвуваат на бесовите, а не на Бога. А јас не сакам вие да бидете во заедница со бесовите. Не можете да ја пиете Господовата чаша и бесовската чаша. Не можете да учествувате на Господовата трпеза и на бесовската трпеза. Или пак да го предизвикаме Господа на ревнување. Дали сме ние посилни од Него? Се е дозволено, но не е се полезно. Се е дозволено, но не е се поучно. Никој да не ја бара својата полза, туку ползата на другиот. Јадете се што се продава во месарница, не испитувајќи ништо заради совеста, зашто Господова е земјата и се што ја исполнува. Ако некој од неверниците те повика на јадење и сакаш да отидеш, јади од се што ќе сложат пред тебе, не испитувајќи ништо заради совеста. Ако некој ти рече, ова било принесено на жртва, не јади заради оној кој те известил и заради совеста. Но не мислам на твојата совест, туку на оној другиот. А зошто мојата слобода да биде судена од туѓа совест? Ако учествувам со благодарност, зошто да ме хулат за она за што благодарам? Според тоа, јадете ли, пиете ли, или ако правите нешто друго, правете се за Божја слава. Не бидете им соблазан на јудејците, ни на грците, ни на Божјата црква, како што и јас им угодувам на сите во се, и не ја барам својата собствена полза, но на многуте, за да се спасат. Глава 11. Угледајте се на мене, како и јас на Христа. Ве пофалувам дека ме помните за се и дека ги држите преданијата, како што ви ги предадов. Но сакам да знаете дека Христос е глава на секој маж, а мажот е глава на жената, а пак Бог е глава на Христа. Секој маж кој се моли или пророкува, имајќи нешто на неговата глава, ја срамоти главата, а секоја жена која се моли или пророкува гологлава, ја срами својата глава, зашто е сосем исто како да истригана. И така, ако жената не се покрива, нека се истриже, но ако е срамно за жената да се стриже или да се бричи, нека се покрива. Мажот пак не треба да ја покрива главата, зашто е слика и слава Божја, а жената е слава на мажот. Зашто мажот не е од жената, туку жената од мажот, бидејќи мажот не е создаден заради жената, туку жената заради мажот. Затоа жената треба да има власт на главата, заради ангелите. Но во Господа, ниту мажот е без жена, ниту жената без маж. Зашто како што е жената од мажот, така и мажот преку жената, а се е од Бога. Пресудете сами во себе, дали е прилично жената да му се моли на Бога непокриена. Не ве учи ли самата природа дека е срамно за мажот да има долга коса? Ако пак жената има долга коса, тоа е чест за неа, зашто косата и е дадена место превес. Но ако некој мисли да се препира, ние немаме таков обичај, ниту Божите цркви. Заповедувајќи ви го тоа, не можам да ве фалам, зашто вашите состаноци не се за подобро, туку за полошо. Зашто прво слушам дека кога се собирате, постојат раздори меѓу вас и верувам нешто од тоа, зашто треба да има меѓу вас и разлики, за да се покажат подостојните меѓу вас. И така, кога се собирате заедно, не е тоа за да се јаде Господовата вечера,
зашто кога ќе се седне на трпезата, секој го зема своето јадење, и едниот гладува, а другиот се пијани. Немате ли куќи за да јадете и пиете? Или ја презирате Божјата црква и ги срамите оние кои немаат? Што да ви речам? Да ве пофалам? Не ве фалам во тоа, зашто јас го примив од Господа она што и ви го предадов, дека Господ Исус во онаа ноќ во која беше предаден, зеде леб и благодари, го раскрши и рече: земете, јадете, ова е моето тело, кое се крши за вас. Правете го ова за мој спомен. Исто така и чашата по вечера и рече: ова е чаша на новиот завет во мојата крв. Правете го ова секој пат кога пиете за мој спомен. Зашто секој пат кога ќе го јадете овој леб и ќе пиете од оваа чаша, ја навестувате Господовата смрт додека дојде тој. Затоа, кој јаде од лебов или пие од оваа Господова чаша на недостоен начин, ќе биде виновен против телото и крвта на Господа. Но човекот нека се испита себе си и така да јаде од лебот и да пие од чашата, зашто кој јаде и пие, а не го распознава Господовото тело, јаде и пие за своје осудување. Затоа мнозина се слаби и болни меѓу вас, а мнозина и умираат. Ако се осудуваме сами себе си, нема да ни се суди. А кога Господ не суди, не накажува, за да не бидеме осудени со светот. Затоа, браќа мои, кога се собирате да јадете, чекајте се еден со друг. Ако е некој гладен, нека јаде дома, за да не се собирате за осудување, а другото ќе го уредам кога ќе дојдам. Глава 12. Што се однесува за духовните нешта, браќа, не сакам да останете во незнаење. Знаете дека кога бевте многу божци, бевте влечени како терани кон немите идоли. Затоа ви известувам дека никој кој зборува во Божјиот дух не вели: проклет да е Исус. И никој не може да каже: Исус е Господ, освен преку Светиот Дух. Дарбите се различни, но Духот е ист. Различни се и службите, но Господ е ист. Има разлики во дејствата, но Бог е ист, кој врши се во сите. Секому му се дава откровение на Духот за општа полза. На еден му се дава преку Духот слово на мудрост, на друг слово на знаење преку истиот Дух, на друг вера преку истиот Дух, а на друг пак дарови за лекување преку истиот Дух, на друг да прави чуда, на друг да пророкува, на друг да ги разликува духовите, на друг разни јазици, а на друг да ги толкува јазиците. А се тоа го прави еден и ист Дух, кој разделува секому како што сака. Зашто како што е телото едно, а има многу членови, и сите членови на телото, иако се многу, едно тело се, така е и Христос. Зашто ние сите сме крстени преку еден Дух во едно тело, било јудејци или грци, било робови или слободни. И сите сме напоени во еден Дух. Зашто телото не се состои од еден член, туку од многу. Ако ногата рече: бидејќи не сум рака, не му припаѓам на телото, тоа не ја прави да не е од телото. Иако увото рече: бидејќи не сум око, не му припаѓам на телото, тоа не го прави да не е од телото. Ако целото тело би било око, каде би бил слухот? Ако се би било слух, каде би било мирисањето? Но Бог ги поставил членовите во телото, секој еден од нив, како што му било угодно. Ако пак сите би биле еден член, каде би било телото? А сега се многу членови, а телото е едно. Не може окото да й рече на раката: не си ми потребна, или пак главата на нозете: не сте ми потребни. Туку попотребни се оние членови на телото
што изгледаат послаби. И поголемо почитување им даваме на оние членови на телото, за кои сметаме дека не заслужуваат почитување. Нашите неугледни членови имаат поголема пристојност, а на пристојните тоа не им треба. Но Бог го сложил телото, давајќи му поголема чест на оној член кој ја нема, за да нема раздор во телото, туку членовите еднакво да се грижат еден за друг. И ако страда еден член, со него страдаат сите членови. Или ако се слави еден член, сите членови се радуваат со него. А вие сте Христово тело, а поотделно членови. И Бог ги поставил поединците во црквата. Прво за апостоли, второ за пророци, трето за учители, потоа чудотворни сили, па дарови за исцелување, за помагање, за управување, за разни јазици. Сите ли се апостоли, сите ли се пророци, сите ли се учители, сите ли се чудотворци, сите ли имаат дарови за исцелување, дали сите зборуваат разни јазици, сите ли се толкувачи, туку покажувајте ревност за подобрите дарби, а јас ќе ви покажам уште по возвишен пат. Глава 13. Ако ги зборувам човечките и ангелските јазици, а љубов немам, тогаш сум бронза што звони или кимвал што звечи. И ако имам дар за пророкување, и да ги знам сите тајни и сите знаења, и ако имам сета вера, така што да преместува и планини, а љубов немам, ништо не сум. И ако го раздадам целиот свој имот, за да ги нахранам бедните, и ако го предадам своето тело да биде изгорено, а љубов немам, ништо не ми ползува. Љубовта долго трпи, љубовта е милостива, љубовта не завидува, не се фали, не се вообразува, не се однесува непристојно, не го бара своето, не се раздразнува, не држи сметка за зло, не и се радува на неправдата, а и се радува на вистината, се премолчува, се верува, на се надева, се трпи. Љубовта никогаш не престанува, а другите дарби, ако се пророштва, ќе се отстранат, јазици ќе замолкнат, ако е знаење, ќе исчезне, зашто делумно знаеме и делумно пророкуваме, но кога ќе дојде совршеното, ќе се отстрани делумното. Кога бев дете, зборував како дете, мислев како дете, расудував како дете, а кога станав маж, го отстранив детинското. Зашто сега гледаме како во огледало, нејасно, но тогаш лице во лице. Сега знам делумно, но тогаш ќе сознам целосно, како што и јас бев самиот наполно познат. А сега остануваат овие три: верата, надежта и љубовта, но љубовта е најголема од нив. Глава 14. Стремете се кон љубовта, ревнувајте за духовните нешта, а особено да можете да пророкувате. Зашто кој зборува на јазик, не им зборува на луѓето, туку на Бога. Имено, никој не го разбира, но зборува тајни во својот дух. А кој пророкува, им зборува на луѓето за поука, опомена и утеха. Кој зборува на јазик, се изградува себе си, а кој пророкува, ја изградува црквата. Би сакал сите да зборувате јазици, а уште повеќе да пророкувате, зашто оној кој пророкува е поголем од оној кој зборува јазици, освен ако ги толкува, та заедницата да добие надградба. А сега, браќа, ако дојдам при вас и ви зборувам на непознати јазици, каква полза ќе имате од мене, ако не ви соопштам или по пат на откровение, или знаење, или пророштво, или поука? И бездушните нешта, што даваат глас, како свиролот или харфата, ако не даваат различни звуци,
Како ќе се познае свирењето на свиролот или харфата? Ако трубата дава неопределен звук, кој ќе се подготвува за бој? Така и вие, ако со јазикот не изговарате разбирливи зборови, како ќе се разбере што зборувате? Ќе зборувате во ветер. Во светот има кој знае колку разни гласови и ниеден не е без значење. Или ако не го познавам значењето на говорот, ќе му бидам странец на оној кој зборува, а оној кој зборува ќе ми биде туѓинец мене. Така и вие, бидејќи покажувате ревност за духовните нешта, настојувајте да ги имате во изобилство за надградба на црквата. Затоа оној кој зборува на јазик, нека се моли за да може да го толкува. Зашто ако се молам на непознат јазик, мојот дух се моли, но мојот ум останува без плод. Што значи тоа? Ќе се молам со духот, но ќе се молам и со умот. Ќе пеам со духот, но ќе пеам и со умот. Зашто ако ти благословуваш со духот, како неупатениот ќе рече амин на твоето благодарење, кога не знаеш што зборуваш? Зашто ти на вистина благодариш, но другиот не се надградува. Му благодарам на Бога, дека зборувам повеќе јазици од сите вас, но во заедницата повеќе сакам да речам 5 збора со мојот ум, за да ги поучувам и другите, отколку 10.000 зборови на непознат јазик. Браќа, не бидете деца во умот, туку бидете младенци во злобата, а во умот бидете зрели луѓе. Во законот е напишано, преку луѓе кои говорат на друг јазик и преку устните на туѓинци, ќе му зборувам на овој народ, но и тогаш нема да ме послушаат, говори Господ. Затоа јазиците се знак не за оние кои веруваат, туку за неверниците. Пророштвото пак не е за неверниците, туку за оние кои веруваат. Ако пак целата црква се собере на едно место, и ако сите зборуваат на непознати јазици, и ако влезат неупатени или неверници, нема ли да речат дека сте полуделе? Но ако сите пророкувате, а влезе некој неверник или неупатен, од сите е уверен и од сите е осуден, тајните на неговото срце се откриваат, и откако ќе падне на своето лице, ќе го прослави Бога и ќе исповеда дека Бог е на вистина меѓу вас. Што тогаш, браќа? Кога се собирате, секој од вас има псалм, има поука, има откровение, има јазик, има толкување. Се нека биде за надградување. Ако некој зборува на јазик, нека зборуваат по 2 или најмногу по 3, и тоа по ред, а еден нека толкува. Ако нема толкувач, нека молчи во црквата и нека си зборува сам на себе и на Бога. Пророците пак нека зборуваат 2 или 3, а другите да расудуваат. Ако некому од седнатите му дојде откровение, првиот нека замолчи, зашто сите можете да пророкувате, еден по еден, за да се поучуваат сите и за да се охрабруваат сите. И пророчките духови им се покоруваат на пророците, зашто Бог не е Бог на безредие, туку на мирот, како што е во сите цркви на светите. Жените да молчат во црквите, зашто ним не им е дозволено да зборуваат, туку да се покоруваат, како што вели законот. Ако сакаат да научат нешто, нека ги прашаат своите мажи дома, зашто е срамно жената да зборува во црква. Или од вас ли излезе Божјото Слово, или само до вас стигна. Ако некој мисли дека е пророк или духовен, нека разбере дека ова што ви го пишувам е Господова заповед. А кој не сака да го препознае ова, нека не биде препознаен. Затоа, браќа мои, ревнувајте за пророкување и не забранувајте да се зборува во јазици. И нека сите работи се вршат пристојно и уредно. Глава 15. Ви напомнувам, браќа, за Евангелието кое ви го проповедав
и кое вие го примивте и во кое стоите, преку кои се спасувате, ако го држите цврсто, како што ви го проповедав, освен ако не сте поверувале напразно. Зашто ви го предадов најнапред она што го бев и примил, дека Христос умре за нашите гревови, според писмата, и дека е погребан, и дека воскресна на третиот ден, според писмата, дека му се јави на Кифа, после на 12-те. Потоа им се јави еднаш на повеќе од 500 браќа, од кои повеќето се живи до денес, а некои починаа. Потоа му се јави и на Јакова, па тогаш на сите апостоли, а најпосле ми се јави и мене како на недоносче. Зашто јас сум најмал меѓу апостолите и не сум достоен да се наречам апостол, бидејќи ја гонев Божјата црква, но со Божја благодат сум она што сум, а неговата благодат, која ми е дадена мене, не беше напразно, туку се потрудив поизобилно од сите нив, но не јас, туку Божјата благодат која е со мене. И така, било јас или тие, така проповедаме, а вие така поверувавте. Но ако се проповеда дека Христос воскреснал од мртвите, како некој меѓу вас велат дека нема воскресение на мртвите? Ако нема воскресение на мртвите, тогаш ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, тогаш е празна нашата проповед, празна и вашата вера. При тоа се наоѓаме и како лажни Божи сведоци, дека сведочиме за Бога, дека го воскреснал Христа, кого не го воскреснал, ако навистина мртвите не воскреснуваат. Зашто ако мртвите не воскреснуваат, ни Христос не воскреснал. А ако Христос не воскреснал, суетна е вашата вера, вие сте уште во вашите гревови. Тогаш и оние кои умреле во Христа загинале. Ако само во овој живот се надеваме на Христа, ние сме најнесреќни од сите луѓе. Но сега Христос воскресна од мртвите, како првенец на оние кои умреле. Бидејќи смртта дојде преку човек, така преку еден човек дојде и воскресението од мртвите. Зашто како што сите умираат во Адама, така и во Христа сите ќе оживеат. Но секој по својот ред. Првенец Христос, после оние кои се Христови, во времето на неговото доаѓање. Тогаш доаѓа крајот, кога ќе му го предаде царството на Бог и Таткото, откако ќе ги уништи секое началство и секоја власт и сила. Зашто тој треба да царува, додека не ги положи сите своји непријатели под своите нозе. Смртта ќе биде уништена како последен непријател, зашто се покорил под неговите нозе. А кога вели дека е покорено се, јасно е дека е покорено се, освен оној кој му покорил се. Кога ќе му биде подчинето се, тогаш и самиот син ќе му се подчини на оној кој не му подчинил се, за да биде Бог се во се. Инаку, што ќе прават оние кои се крштаваат за мртвите? Ако мртвите воопшто не воскреснуваат, зошто се крштаваат за нив? И ние, зошто сме секој час во опасности? Со вашата пофалба, браќа, која имам во Христа Исуса, нашиот Господ, јас умирам секој ден. Ако се борев, по-човечки, со зверови во Ефес, каква ми е ползата? Ако мртвите не воскреснуваат, да јадеме и да пиеме, зашто утре ќе умреме. Не измамувајте се, лошите друштва ги расипуваат добрите навики. Отрезнете се, како што треба, и не грешете, зашто некои не го знаат Бога. За ваш срам го велам ова. Но некој ќе праша, како воскреснуваат мртвите и во какво тело ќе дојдат? Неразумен човеку, она што го сееше ти, не оживува ако не умре. И што сееш, не го сееш телото што ќе биде, туку голо зрно, било пченично или од нешто друго. А Бог му дава тело
какво што сака, и на секое семе негово тело. Не е секое тело исто тело, туку друго е човечкото, и друго е животинското тело, и друго е телото на птиците, и друго на рибите. Има и небесни тела и земни тела, но друг е сјајот на небесните тела, друг на земните. Друг е сјајот на сонцето, а друг е сјајот на месечината, а друг е сјајот на звездите, зашто звезда од звезда се разликува по сјајот. Така и со воскресението од мртвите. Се сее во распадливост, воскреснува во нераспадливост. Се сее без чест, воскреснува во слава. Се сее во слабост, воскреснува во сила. Се сее природно тело, воскреснува духовно тело. Ако има природно тело, има и духовно тело. Така е напишано. Првиот човек, Адам, стана жива душа, а последниот Адам, животворен дух. Но не е прво она што е духовно, туку е прво природното, а духовното доаѓа потоа. Првиот човек е од земја, земјен. Вториот човек е од небото. Каков е земниот, такви се и земните. Каков е небесниот, такви се и небесните. И како што го носиме обликот на земниот, така ќе го носиме и обликот на небесниот. Ова ви го велам, браќа, телото и крвта не можат да го наследат Божјото царство, ниту распадливото го наследува нераспадливото. Еве, ви кажувам тајна, не ќе умреме сите, но сите ќе се измениме во еден миг, во миг на окото, при гласот на последната труба. Имено, трубата ќе затруби и мртвите ќе воскреснат нераспадливи, а ние ќе се измениме, зашто треба ова распадливото да се облече во нераспадливо и ова смртното да се облече во бесмртност. А кога ова распадливото ќе се облече во нераспадливост и ова смртното ќе се облече во бесмртност, тогаш ќе се збидне напишаното слово: победата ја проголта смртта. Смрт, каде ти е победата? Смрт, каде ти е осилото? Осилото на смртта е гревот, а силата на гревот е законот. Но фала му на Бога, кој ни даде победа преку нашиот Господ Исус Христос. Затоа, мои возлюбени браќа, бидете цврсти, непоколебливи, секогаш пребогати во Господовото дело, знаејќи дека вашиот труд во Господа не е напразен. Глава 16. А за собирањето милостини за светите, правете и вие, како што им наредив на галатските цркви. Во секој прв ден, секој од вас нека оддели и остави при себе си колку што може, за да не се врши собирањето кога ќе дојдам. А кога ќе дојдам таму, ќе ги испратам со писма оние кои вие ќе ги најдете за достојни да го однесат дарот на вашата љубов во Ерусалим. А ако биде прилично да одам и јас, тие ќе тргнат со мене. При вас ќе дојдам, откако ќе ја поминам Македонија, зашто поминувам низ Македонија, а при вас можеби ќе се задржам, па и да презимувам, за да ми испратите каде што одам. Зашто не сакам да ве видам сега само на минување, но се надевам да останам некое време при вас, ако Господ дозволи. Во Ефес ќе останам до 50-ницата, зашто ми се отвори за работа голема и делотворна врата, а противниците се многу. Ако дојде Тимотеј, гледајте да биде без страв меѓу вас, зашто и тој го работи Господовото дело како и јас. Затоа никој да не го презира. Испратете го во мир да дојде при мене, зашто го чекаме со браќата. Што се однесува за братот Аполос, многу го охрабрив да дојде при вас со браќата, но никако не сакаше да дојде сега, но ќе дојде кога ќе има прилика. Бдејте, стојте цврсто во верата, бидете мажествени, бидете силни. Се при вас да станува со љубов. Уште ве молам, браќа, да знаете за Стефановиот дом,
дека тој е ахајски првенец и дека тие се посветија да им служат на светите. Покорувајте им се и вие на такви и на секој што помага во делото и се труди. Се радувам на доаѓањето на Стефана, Фортуната и Ахаика, зашто тие го надоместија вашето отсуство и зашто го освежија и мојот и вашиот дух. Затоа признавајте ги таквите. Ве поздравуваат азиските цркви. Ве поздравуваат многу во Господа, Акила и Прискила со својата домашна црква. Ве поздравуваат сите браќа. Поздравете се еден со друг со свет целив. Поздравот е со мојата Павлова рака. Кој не го љуби Господа, да биде проклет. Мараната. Благодата на Господа Исуса да биде со вас. И мојата љубов со сите вас во Христа Исуса. Амин.